Почитуваната зборуваше дека, бидејќи возот бил излезен од шините, СДСМ не може да го врати така лесно. Јас ќе се надоврзам на оваа нејзина констатација и ќе кажам дека во Македонија нема шини, нема пруга. Тоа што треба допрва да се направи е да се изгради таа пруга, а пошто СДСМ не знае ништо да гради во државата, јас не верувам дека ќе изгради некаква пруга, односно некакви шини. Знаете зошто? Затоа што оваа стратегија без пари и без финансиски средства е само лист хартија. Оваа стратегија, токму во точка 6, дури на 52-та страница, кажува дека друг важен момент за имплементација на стратегијата се ресурсите. Во оваа стратегија човечките ресурси се најважниот столб и од аспект на очекуваните резултати, јакнење на интегритетот на човечките ресурси во многу институции, како и од аспект на имплементација на документот. Она што ме разочара колешката Калеска е тоа што од аспект на власт сметав дека ќе проговори дека не само довербата која што се дава на ДКСК, треба да се овозможи начин да се имплементира оваа стратегија преку соодветни финансиски ресурси, со соодветни простории кои што долго време се ветувани, а никако не се обезбедени, понатаму без соодветен кадар и соодветни вработување, и тоа професионални, не политички, не партиски, професионални. И затоа што од 6 члена на оваа комисија и 1 председател, сметам дека за да се борат со целиот криминал во оваа држава, со целата корупција со која што се соочуваме, со малку ресурси, ограничени секоја година, гледам дека во овој буџет не добивте вие ништо повеќе средства, за разлика од претходно, тоа значи дека имплементација на вакви 12 цели и само зборување, ширење демагогии, дека сакаме, можеме, дури електричен воз да купиме, не можеме да купиме електричен воз доколку немаме пари. И затоа ќе кажам дека, доколку беше искрено залагањето колешке Калеска за имплементација на оваа стратегија, може би тука денес ќе зборувавте со поголема храброст доколку еве во буџетот за 2021 година предвидовте амандмани со кои што ќе побаравте поголеми средства за искрена борба со корупцијата, затоа што ова е навистина потребно, нужно потребно. Она што би сакала да го искоментирам е вториот аспект. Значи, доколку првиот ми беше во врска со финансиите и затоа што ние не можеме да зборуваме за имплементација на стратегија доколку немаме пари, затоа што ништо без пари, ништо без финансиски средства, ништо без вработувања, затоа што оваа комисија е изложена со огромен број на пријави. Во извештајот од 2019 година, значи имало околу 700 пријави само за корупција. Немаме податок за отворени предмети, а имаме број на решени предмети само 100. Тоа значи дека луѓето кубурат со кадар. Луѓето немаат финансиски средства, односно имаат ограничени ресурси. За да можеме да зборуваме за искрена борба и за имплементација на стратегија преку цели, мерки, методологии и така натаму, треба да им овозможиме финансиски средства, а не Артан Груби да си добие простории кои што беа долго време ветувани на ДКСК. Затоа што, еве, ние сме опозиција, можеме да кажеме, вие не можете да кажете, затоа јас ви реплицирав на вас да ве дополнам, затоа што знам дека вашата дискусија тука е искрена, затоа што ние сите сакаме да напредуваме. Меѓутоа, не можеме да напредуваме доколку немаме финансиски средства. Затоа ќе кажам дека ова е огромен недостаток во овој дел, затоа што формално зборуваме за некаков напредок, а не суштински. Понатаму би сакала, колешке,
да проговорам тоа што вие цело време го спомнувате, етичкиот кодекс на нас, претениците, и за примерното однесување на сите, и за тоа што сакаме да го стекнеме од основно образование, одредени елементи на морал, на етика. Се разбира дека уште во основно образование ќе ги стекнеме, и често се служите со реторика, со споредување со други европски земји, а јас сега ќе ве прашам, знаете ли, почитувана колешке, во колку европски држави при еден најмал скандал во државата, луѓето сами се поднесуваат оставки? Сами си поднесуваат оставки. Денес имавме таков еден голем скандал. Јас очекував дека министерот денес ќе излезе уште утрово и ќе рече: јас си поднесувам неотповиклива оставка. А не да зборуваме за жалење, за каење или за ќе провериме институциите да дадат својот одговор. Се додека немаме такви морални луѓе кои што ќе ја водат државата, до тогаш не можеме да стигнеме на вистинското место ниту со електричен воз. Затоа треба да се залагаме и вие како власт, за тоа што целата одговорност во државата ја имате вие, да притискате, затоа што под линија на послаб отпор, кога сме гласни и власта и опозицијата, дека некој не ја сработил својата работа, да зборуваме гласно и за оставки, за поднесување на морална одговорност, а понатаму на кривична, материјална, да видиме како стигнале до ваква ситуација. Еве, денес ја искористувам приликата да искоментирам. Избега некој кој што цело време зборуваме дека е уклучен во одредени процеси, се очекува пресуда, и сега да видиме од аспект на корупција. Кој можеби кажал дека се спрема апсење? Од аспект на влијанија, од аспект на моќ, да видиме кој ја носи одговорноста што ние на граничните премини немаме одредена контрола за јакната. Да видиме кој конкретно во конкретниот случај можеби земал пари, можеби бил под одредено влијание и не можел да одговори на своите задачи, за тоа што овде зборуваме не само за фактички дејствија. Зборуваме и за предпоставени дејствија. Затоа што до вистината никогаш нема да стигнеме во оваа држава како што сме тргнале. Во оваа држава треба да воспоставиме дефиниции за отпор на влијанија и моќ во секоја една институција. Меѓутоа, прво дефиниции за да ги дефинираме, а понатаму и механизми, да, во право сте. И механизми. Меѓутоа, најпрвин да ги дефинираме. Кога некој треба да носи морална и етичка одговорност? Кога? Да дефинираме. Затоа што можеби за мене едно нешто е морално и етички, меѓутоа за некој друг не е исто. Од прво оделение треба да почнеме, да. Ние како држава треба да сме назад во прво оделение, затоа што еве и вие сте 4 години на власт и ништо не направивте во тој дел. Напротив, од скалата Transparency International последните години рипнавме на високо 111 место со наградно тоа што во државата конечно имаме една функција дополнителна, како што е вице-премиер за корупција, односно за борба со корупцијата. Значи, во одреден дел во вашата дискусија се согласувам. Од сите нас зависи, да. Меѓутоа, треба отворено да зборуваме за нашите проблеми. Стратегија, убаво да ја имаме. Да. Меѓутоа, ако повторно за 9 месеци или за една година се створат одредени објективни причини за неразгледување на извештајот, затоа што ни се случува истото
во моментот треба да го разгледаме извештајот од 2019 година, тогаш не можеме да зборуваме ниту за искрени намери, ниту за искрена желба со борба со корупцијата, ниту со некакви реални, ама навистина реални ефекти од целата оваа приказна. И се додека имаме политички кадри кои што се имплементирани во било каква комисија, до тогаш не можеме да зборуваме за непристрасност и до тогаш не можеме да веруваме во ваквите институции. Сега јас ќе само уште едно сакам нешто да ве потсетам, затоа што сметам дека не сте искрени кога зборувате до крај. Доколку имавме спојување на две комисии кои што работат во моментот во работните спорови и управната постапка и имаше комисија која што членува сега 17 членови, а имаат просечно од околу неколку илјади предмети годишно. Како тогаш очекувате од комисијата антикорупцијска комисија со еден председател и 6 члена ќе се бори рамноправно, односно ќе се бори за остварување на 12 цели и уште не знам колку мерки? Не. Јас би рекла дека оваа комисија треба да има сектор за секоја една област. Ако зборуваме за вистинска стратегија, за секоја една област треба да имаме точно утврдени лица кои што ќе вршат надзор во работењето на таа област. И се разбира, да не се повторам, без финансии ништо.